Производството на храна доведено во прашање. Земјоделците бараат добра цена и откуп за стокови резерви. Ова особено се однесува на производството на пченица, чија производна цена е речиси за двојно повисока од лани. Бараме да има и откуп за државни стокови резерви, да реагира владата и во тоа, за да ни се помогне. Цената моментално, направена математика, на 1 кило пченица не кошта од првото орање па до носење во млин негде околу 22 до 23 денара. Значи, ние како земјоделци, ако не добиеме цена која што треба да го имаме, следната година мислам дека во Македонија ќе нема производство на пшеница. Можност за ублажување на состојбата се интервентните владини мерки, но тие сами по себе не се доволни, сметаат од Федерацијата на фармери. Сега ни е најбитно да видиме да се посеат сите површини, бидејќи оваа сезона веќе завршено за есен. Жално е тоа што немаме доволно пченица како држава и сме зависни од увоз, но се надеваме дека комплетно како држава ќе сватиме колку ни е битна храната и дека ќе се движиме во тој правец за да можеме да го зголемиме производството и на лебното брашно и на ова што е за зејтин, маслодајните култури. Во моментов приоритет за државата е производството на храна, па сите релевантни фактори од земјоделец до ресорно министерство интензивно и координирано треба да се насочат во тој правец. На ваков начин се ублажуваат последиците во делот на производството на житни култури, но сепак како што потенцира и МЕМЕТ и како што потенцираме и ние како Национална федерација на фармери, сепак пресудно ќе биде производната цена. За долгорочно надминување на проблемот со производството на храна од Федерацијата на фармери препорачуваат државата да разработи долгорочна визија за земјоделството во следните 20 до 30 години и да ги задржи младите на село.